Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Во Новаци куќна помошничка ја соголи газдарицата. Лани регистрирани 1275 нови дивоградби. Почна да се дели К15. Онлайн курс за бизнис. Во текот на мај, куќна помошничка која што се грижела за домаќинството на изнемоштена 82 годишна старица од регал украла 6700 американски долари и 2000 австралиски долари, известуваат од ЦВР Битола. Против 26 годишната жена е поднесена кривична пријава за тешка кражба. Според полицискиот билтен, лицето со иницијали МК 26 години од Битола во периодот од 1 до 22 мај работејќи како куќна помошничка во куќата на лицето ДТ 82 години во битолското село Новаци, искористувајќи ја немошноста и здравствената состојба на ДТ, ги украла парите, нанесувајќи и на газдарицата штета од околу 300.000 денари. Во Битола пак непознат сторител вчера провалил во станот на лицето ДВ 56 години од Прилеп на улицата Прилепска и украл ловна пушка, разновиден златен накид и рачен часовник. Се преземаат мерки за откривање на сторителот, информираат од ЦВР Битола. Битолската полиција заради летната туристичка сезона и зголемената фреквенција на возила во сообраќајот апелира на почитување на законските одредби. Велат, превентивно делуваме за да избегнеме репресивно казнување. Оливера Михајловска. Со цел побезбеден и поуреден сообраќај не само во градот, туку и на регионалните и магистралните патишта, битолската полиција за време на летната сезона со низа апели и известувања до граѓаните. Велат, следете ја вертикалната и хоризонтална сигнализација, почитувајте ги препораките и знаците од униформирани службени лица и држете се до законот, во спротивно казни ќе има. За велосипедистите, оние на мопеди и моторцикли, задолжително е да се користи заштитната опрема за да не бидат санкционирани. И секако, тука е земјоделската механизација која дури и низград ќе ја сретнете како учесник во сообраќајот. Сите кои управуваат земјоделска механизација, односно трактори кои се движат по регионалните патишта, тракторите да ги доведат до техничка исправност, односно да му бидат осветлени, технички исправни и регистрирани. Особено апелираме за време на жетвата, транспортот на комбајните да се врши дење во услови на зголемена видливост и возилата кои ги пратат тие комбајни да бидат опремени со ротациони светла. Подобро е да ги користат алтернативните патишта. Сточарите испаша да не вршат покрај патишта за да не дојде до сообраќајки. Се известуваат граѓаните дека на патниот правец, односно на патот резервиран за сообраќај на моторни возила А3 на правецот Прилеп Битола, Битола Ресен Охрид и кракот од Битола према граничен премин Меджитлија, забрането не смеат да се движат пешаци, велосипеди, работни машини, мотикултиватори, трактори и запредежни возила на тој дел од патот, од причини што тој пат е резервиран за сообраќај на моторни возила. Иако летово се уште немаме вртоглаво високи температури, превентивниот апел останува. Кога е температурата над 35, возачите да избегнуваат користење на возилата. Од полиција најавија дека контролите на регионалните и магистралните патишта ќе ги засилат, а пак во централните градски подрачја будно на око ќе ги имаат мопедистите и моторциклистите. Превентивно полицијата ги едуцира најмладите, но и другите засегнати учесници во сообраќајот. Велат, превенцијата е подолгорочен процес кој подоцна дава резултати. Во меѓувреме, покрај превентивни, има и репресивни мерки. Како што и најави полицијата дека на будно око ќе ги има мопедистите и моторциклистите, денеска на улицата Васко Карангелевски вршеа контрола. Оваа недела се одбележува неделата на мотоциклистите. За таа цел Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата заедно со полицијата изработија флаери кои им ги делеа на мотоциклистите. Им се алармира дека не треба да возат без кацига, без возачка дозвола со соодветна категорија, да не возат пребрзо и да возат технички исправен мотор. Според Државниот завод за статистика, минатата година регистрирани се 1275 нови диво изградени објекти. Рокот за легализација е продолжен до 2015 година. Оливера Михајловска.
На територијата на Република Македонија во текот на минатата година биле регистрирани нови 1275 бесправно изградени објекти. Според податоците кои ги објави Државниот завод за статистика, од нив 247 се објекти за домување, 174 се доградби, надградби и адаптации, 108 се деловни објекти, 100 се гаражи, 201 се огради, 13 скалила, 105 се настрешници, 126 времени објекти, 132 помошни објекти, 58 тераси, а 11 се летни тераси. Најмногу од новите дивоградби во 2013 година се евидентирани во Скопје 484, пошто следат Охрид 94, Струмица 73, Прилеп 43, Штип 41, Липково 40, Струга 35, Куманово 31, Чашка 27, Дебар 27, Тетово 21, Кичево 20 и Кочани 20, а во другите општини бројот е помал. Најголем број бесправно изградени објекти, односно 98,3% се во приватна сопственост. Во меѓувреме продолжува процесот на легализација на дивоградбите во земјава кој почна во март 2011 година. На почетокот на годинава беше продолжен рокот за доставување на елаборати за легализација на диво изградени објекти до 31 декември 2015 година, а рокот за легализација на терасите што се пренаменети во стамбен простор е продолжен до 30 јуни 2015 година. Започна да се исплатува регресот за годишен одмор. Обврската на работодавецот за исплата на К15 е до крајот на годината, а доколку не го исплати, по овај период ќе следуваат санкции согласно законот. Маја Богоевска. Од Државниот инспекторат за труд вела дека имаат информации дека во некои фирми во државата почнал да се исплатува регресот за годишен одмор. Оттаму напоменуваат дека обврската на работодавецот за исплата на К15 е до крајот на годината, а доколку не го исплати во овој период ќе следуваат санкции согласно законот. Една од првите компании која на своите вработени им исплати регрес е Прилепска витаминка. Во оваа фабрика, која е најголем домашен производител на кондиторски производи, се вработени повеќе од 576 луѓе. Воведувањето на исплатата на К15 како законска обврска е за поздрав затоа што и вработените во приватниот сектор еднакво ги заслужуваат овие бенефиции. Тоа е и награда за вработените што ние претходно го практикувавме преку други начини и стимулации. Одлучивме што побрзо да го исплатиме преку годишните одмори за да можат вработените вистински да уживаат во непланираната добивка. Исполнувањето на обврските кон вработените не е новост за витаминка, независно дали станува збор за законска обврска или наши активности, вели генералниот менаџер на компанијата Саша Умовски. Сите фирми од приватниот сектор од оваа година имаат законска обврска да им исплатат К15 на вработените кои кај нив работеле во континуитет 6 месеци до крајот на годината. Висината на надоместокот со општиот колективен договор за стопанството е утврдена на најмалку 40% од просечната републичка нето плата, исплатена претходниот месец, што според сегашните пресметки изнесува околу 8500 денари. Некои поголеми фирми, иако не беа обврзани на своите вработени во претходните години, им го исплатуваа регресот во сума која самите ја одредуваа. За неисплата на К15 сега е предвидена глоба од 3000 до 4000 евра и тоа од 2000 до 3000 евра за правното лице и од 500 до 1000 евра за одговорното лице кај работодавецот. Отворена дискусија во американското катче Битола за онлайн курс за предприемништво, спроведен во американските катчиња во Македонија со поддршка на американската амбасада. Во земјите во транзиција, каде што предприемачите немаат многу пристап до финансирањето од приватниот сектор, владини представници, донатори и бизнис лидери се експериментира со креативни пристапи за да се поддржи растот на предприемачите. Денеска за онлайн курсот по предприемништво професорот Кливленд, Охајо, имаше отворена дискусија со сите заинтересирани граѓани кои што сакаат да го изучуваат овај курс. Ги сретнав студентите од 5 града од Македонија, значи од Штип, од Скопје, од Струга, од Тетово и од Битола денес. Тие се среќава изминатите 6 недели, еднаш неделно да дискутираат за материјалот и како е тој апликативен за нивната средина. Сите се трудат и постои напор за да се создадат овие стартап нови бизниси. Меѓутоа не е сегде како во Силиконската долина, навистина е тешко, потребно е секако поддршка и од владата, поддршка од приватниот сектор, но тоа се предизвици кои секој еден млад човек ги наидува кога отвара нова компанија.
Битолчани заинтересирани за овај онлайн курс. Патот за предприемачите да растат нивните компании надвор од добро развиени предприемачки екосистеми како Силиконската долина е предизвик. Се што им е потребно на студентите е оптимизам и интернет конекција, додава Голдберг. Импресиониран сум од студентите што ги сретна во Битола. Навистина се трудат, имаме представници тука и од приватен сектор и од невладин сектор, сите заедно се трудат за да создадат можности за отварање на стартапи. Многу е лесно да го изберете по лесниот пат, да речеме некоја сигурна работа, но предизвикот е како да ги охрабрите младите луѓе да го превземат тој риск и да почнат некој свој бизнес, своја идеја. На овај курс учествувале 21.000 студенти од 183 земји во светот. Јас нема на овој курс не им дадов на учениците 10 чекори како да дојдете до тоа или 10 начини, 10 чекори што треба да направите за да отворите бизнис, свој бизнис. Јас само се надевам дека низ искуството и на кейс стади, она што јас го презентирав од Кливленд и нивната умрежување со студенти или предприемници од 183 земји ќе им го отвори видикот на тоа што всушност треба да направат во својата заедница за да почнат нов бизнес. Овај онлайн курс се спроведува во американските качиња во Македонија со поддршка на американската амбасада. За битолските пратеници во нарената најав. Битолските пратеници започнаа со работа. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали парите го уништија фудбалот во светот? Да? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Денеска официјално започна да функционира новата канцеларија за средба со граѓаните на битолските пратеници. Прашања, сугестии, мислења и предлози и се она што ги мачи граѓаните на Битола секој петок во неделата ќе можат да им го кажат на двата битолски пратеници во Собранието на Македонија. Од денеска и официјално започна со работа канцеларијата за средба со граѓаните на битолските пратеници. Поради интересот на граѓаните за прашања кои се однесуваат од нивни интерес, општествен интерес, прашања поврзани со донесување на законски решенија кои ги допираат тие нивни интереси, беше таа непосредна соработка, односно интерес и взаемно помагање помеѓу пратениците и граѓаните. Пратениците сме избрани од граѓаните да ги слушниме нивните идеи, да ги слушниме нивните забелешки, да слушниме што ние како пратеници можеме со донесување на подобри законски решенија да направиме подобар живот. Дали тоа се однесува во областа на здравството, образованието или во областа на социјалната сфера. Канцеларијата ќе работи секој петок после 11 часот, а доколку пратениците имаат седници во Собранието на Македонија, терминот се поместува за во сабота. Координацијата помеѓу граѓаните и пратениците ќе ја врши асистент. Канцеларијата за комуникација со граѓани на пратениците од ВМРО ДПМН секојдневно е отворена за граѓаните или во овие простории тука и секако на телефонски број мој, бидејќи сум нивни асистент. Телефонскиот број и термините се изложени на влезот на канцеларијата, така што секој оној граѓанин кој што сака да стапи во контакт со пратениците во тој ден за средби, дали петок или сабота, зависно од врските нивни во собрание на Република Македонија, може слободно да не посети преку денот или да ме контактира на телефонскиот број со цел организирање на таа средба, секако доколку проблемите се од сфера кои што можат да помогнат пратениците. Ова е продолжение на континуитетот на работа на Канцеларијата за средба со граѓаните на битолските пратеници поради големата заинтересираност на битолчани. Балканско дружење на слепите лица денеска во Битола се надпреваруваа во шах и голбол, а има и културно-забавни активности. Оливера Михајловска.
Иако сме слепи и имаме проблеми со видот, и ние сме како и другите луѓе кои добро гледаат. Ова е ставот на членовите на Сојузот на слепи лица во земјава кои денеска играат шах, домино, голбол, вечерва ќе пеат, танцуваат и секако ќе разменуваат интернационални искуства во однос на бенефитите кои треба државата да ги обезбеди за нив. Меѓутоа, сепак имаме од Бугарија 30 луѓе и од Србија 6-7 и наши представници од сите здруженија, делегати на Спортската федерација. Значи, овие средби се од големо значење за сите наши членови, кои што можеме да се запознаеме од поблиску, да се дружиме, пред се да прашаме за правата и бенефициите, како се кај нив и кај нас, па да видиме што е подобро кај нив решенијата, па и кај нас да пробаме и ние да направиме некои промени за подоброто на сите членови на Сојузот на слепите на Република Македонија. Ова прво од ваков вид балканско дружење на слепите лица собра гости од Бугарија, Србија, Црна Гора, Турција и секако од сите градови во земјава. Ова трае, иначе нашето дружење ќе трае 3 дена, почна од четврток, петок и сабота. Ова е за прв пат на постојањето на слепи луѓе на дружењето во Битола, за прв пат се организира сега во ова кај нас година. И мислам дека ќе се настави такво дружење да имаме меѓу сите држави, да го прошириме тоа дружење, бидејќи ние ако не гледаме со очите, али со срцето наше осеќаме премногу. Денеска во спортската сала Младост се играше надпревар во голбол, фудбал кој овие лица го играат во лежачка положба. Инаку попладнево во Центарот за култура ќе имаат културно-уметничка манифестација со пеење, каде ќе се представат друштва и од други држави гости, а поканети се градоначалниците на Битола, Ресен Демирхисар, како и амбасадори и конзули на Бугарија, Србија и од другите земји. Се очекува на гости да им дојде и министерот за труд и социјална политика. Цвеќиња во дворот на Центарот за ран детски развој Бамби во Новаци. Цвеќињата се донирани од локален производител на декоративни насади. Маја Богоевска. Со помош на родителите, хортикултурно се уредуваше дворот на Центарот за ран детски развој Бамби во Новаци. Цвеќињата беа донирани од Менде Митревски од Новаци, кој е локален производител на декоративни насади. Јас сум од Новаци и сакав да помогнам да се уреди убаво дворот на игротеката. Бидејќи јас ги произведувам цвеќињата, решив да донирам околу 230 саксии со разни видови цвеќиња: инфатија, вербена, винка, пламенче, џунџуле и слично. Ме радува што мојата донација е убаво прифатена и поддржана од родителите кои учествуваа во уредувањето, рече Менде Митревски, донатор на цвеќињата. Вредноста на донацијата изнесува околу 6000 денари. Ме радува што уредувањето на Центарот за ран детски развој Бамби го поддржува местното население во Новаци, а уште повеќе ме радува расположеноста на родителите да се вклучуваат во разните акции кои се организирани за доброто на нивните деца, кои и редовно ја посетуваат игротеката. Општината го помага постојано секојдневното функционирање на Бамби со цел на децата од руралните средини да им се обезбедат соодветни услови за ран детски развој, квалитетно предшколско образование и социјализација, изјави Лазар Котевски, градоначалник на општина Новаци. Општина Новаци неодамна преку програмата Општинско корисна работа на УНДП, на Министерството за труд и социјална работа, како и Агенцијата за вработување, отвори уште 3 центри за ран детски развој во Живојно, Добромири и Горно Агларци. Наред се вестите од светот. УНХЦР 30.000 нови бегалци дневно. И за други светски вести по паузата. Гледајте не. Валентина Грамусли ја освои наградата за најдобра женска епизодна улога на овогодинешното издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински. Уникатната представа на Милош Софренович утре вечер во Интимен театар. Објавени првите музички имиња на овогодинешното издание на Сигет фестивалот. Битолчанка вработена како куќна помошничка украла околу 5000 евра од старицата кај која била вработена. СВР Битола против МК поднесе кривична пријава за сторено кривично дело тешка кражба.
Од стан на Прилепчанец на улицата Прилепска во Битола се одземени ловна пушка, златен накит и рачен часовник. Најмалку 11 лица загинаа во поплавите од поројните дождови што ја зафатија Бугарија, јави БТА. 23 јуни е прогласен за ден на национална жалост. Литванија ги исполнува сите услови Литасот да го замени со евро, констатира Советот на европските министри за финансии. Бројот на бегалци во светот бележи драматичен раст, предупредува УНХЦР во годишниот извештај за глобалните трендови. До крајот на 2013 година 51,2 милиони лица се протерени до своите домови. Украинскиот председател Петро Порошенко разговарал синоќа преку телефон со својот руски колега Владимир Путин за планот за прекин на крвопроливањето на истокот на Украина, објавил Кремљ. Единаесет лица загинаа во Варна од поплави. Најмалку 11 лица загинаа во поплавите што го зафатија бугарскиот град Варна и неговата околина. За само 20 на минути акумулираните води од ридовите и поројните дождови го поплавија овај пристаништен град, а водите носеа се пред себе. Бугарија прогласи ден на жалост за понеделник. Неколку стотици луѓе се евакуирани, а десетици илјади натаму се без електрична енергија. Освен тоа, во поплавените области водата не е за пиење, предупредуваат надлежните. Најпогодена е населбата Аспарухово. Ситуацијата и натаму е тешка. Имаме жртви, од кои 2 се деца, изјави министерот за внатрешни работи Цветлин Јовчев. Дождот ќе продолжи и викендов, а реката Јантра веќе го достигна критичното ниво од 8 метри. Во целиот свет драматично расте бројот на бегалци, предупредува УНХЦР во својот нов извештај. Поголемиот дел од прогонетите ги прифаќаат земјите во развој. Ова треба да се смени, бара Организацијата за бегалци на Обединетите нации. Се работи за тажен рекорд. Денес има толку многу принудно прогонети лица колку што немало по Втората светска војна. Ова го јавува Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации УНХЦР во актуелниот извештај. На крајот на 2013 година, според извештај, од 51 милион луѓе биле во бегство. Тие морале да ја напуштат татковината поради конфликти, прогонување, насилство и повреда на човековите права. Повеќе од 33 милиони се внатрешно раселени лица, додека речиси 17 милиони луѓе се бегалци во друга земја. Повеќе од 1 милион луѓе во цел свет поднесуваат барање за азил. Повеќе години УНХЦР регистрираше релативно стабилен број на бегалци. Тоа пред се беше поврзано со последиците од долгорочните конфликти. Бегалците претежно потекнуваа од земји како Сомалија, Авганистан и Демократска република Конго. Но во 2011 година почна војната во Сирија и од тогаш брзо расте бројот на бегалци. Во целиот свет се отвараат нови кризни жаришта, заклучува Гутереш. Во 2013 година во бегство беа речиси 11 милиони луѓе. Тоа во просек би значило околу 30.000 нови бегалци дневно. Пред 2 години оваа бројка изнесуваше 14.000 бегалци дневно. Изгледите за 2014 година се обесхрабрувачки. Ние ги представуваме статистиките за 2013 година, но ако се погледне што од тога се случи, се препознава дека работите се влошени, вели Гутереш. Највисок број на бегалци во моментов има во Пакистан, Иран, Либан, Јордан и Турција. Во целиот свет 86% од бегалците живеат во земјите во развој, нагласува УНХЦР и апелира до индустриските земји да покажат солидарност и да преземат дел од одговорноста. Надежта е голема дека одлуката на Германија да прифати 10.000 нови сириски бегалци ќе ја копираат и други земји. 7 демонстранти маршираат за време на протестите во Сао Пауло во Бразил, каде што во тек е фудбалското светско првенство. Тие се дел од движењето бесплатно возење кое бара да не се наплаќа јавниот транспорт во оваа земја. Инаку околу 1300 лица учествуваа во протестот во кој се судрија демонстрантите и полицијата. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот.
Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Пријатен викенд ви посакува Тера телевизија.